da se opredeli prvi izvod na dadenite funkcije. Ova zadača ќе го искористиме правилото на верижање, кое што е многу важно за определување изводи на функции. Најпрво имаме функцијата синус на трета x. Ова функција, за да ви биде појасно, е оваа функција. Синус x сето тоа е на трета. Првиот извод на оваа функција е еднаков на изводот од функцијата x на трета, но сега немаме тука x, тука имаме аргумент синус x, па така ќе добиеме 3 по синус x сето на квадрат, значи како да сум имал x на трета тука, по изводот од функцијата која што е аргумент, по извод од синус x. Ова е еднакво на 3 синус на квадрат x по косинус x. По определувањето на изводот на функцијата под А ќе продолжиме со определување на изводите на функциите под Б и В. Тука не дадено приличното правило. Најпрво да видиме на што е еднакво изводот квадратен корен од x. Тоа е еднакво на 1 врз 2 по квадратен корен од x. За функцијата под b се добро. Првиот извод од функцијата под b е еднаков на, забележимо имаме коренска функција, ќе добиеме 1 врз 2 по квадратен корен од 4 плюс квадратен корен од 3x, но бидејќи немаме само корен од x, туку имаме корен од некоја друга функција под x, а не само x, треба да помножиме по изводот од таа функција внатре. По изводот од таа функција внатре. Во случајов треба да помножиме по изводот од ова што е под коренот. Под коренот имаме 4 плюс квадратен корен од 3x, така тука множиме со изводот на 4 плюс квадратен корен од 3x. Тоа е еднакво. Имаме извод од збир, извод од 4 е 0 плюс извод од квадратен корен од 3x. Продолжуваме понатака, во именителот изразот само ќе го препишам, ќе имам 4 плюс квадратен корен од 3x, додека горе ќе запишам квадратен корен од 3x, извод од квадратен корен од 3x. Пак имаме некоја коренска функција. И пак, како аргумент во коренот немаме x, туку имаме функција по x, имаме во случајов 3x. Па затоа, овој извод е еднаков на 1 врз 2 по квадратен корен од 3x по извод од тоа што е внатре во коренот, во случајов по извод од 3x. Врз изразот именителот само го препишувам. Ова е еднакво на изразот во именителот. Ке го препишам, имаме 2 врз 2 по квадратен корен од 4 плюс квадратен корен од 3x, тука имаме 2 по квадратен корен од 3x. Извод од 3x е тројка демонстрата може пред заграда, 3 по извод од x, извод од x е 1, имаме само 3, тука имаме двојна дробка, понатака ќе го следам овај израз, се добива 3 по 1, што е само 3, 2 по 2 ќе имаме 4, по квадратен корен од 3x, по квадратен корен од 4 плюс квадратен корен од 3x, и ова е еднакво на 3 врз 4 по квадратен корен од 3x по 4 плюс квадратен корен од 3x. Да напоменам, немој да заборавите, доколку имате композиција на функции, да помножите по изводот на трешната функција. И тоа да го правите се додека не стасате до функција која што не е композиција од други две функции. Се додека не стасате до x-та, се вика правило на верижање или верижно правило.
Продължаваме с задачата по 2. Пак имаме коренска функция, па изводът е еднакъв на 1 върс 2 по квадратен корен от 1 плюс косинус от квадратен корен от x над квадрат плюс 1 по извод от това, що е? Знаете, по извод от 1 плюс косинус от квадратен корен от x на квадрат плюс 1. Извод от 1 е 0, значи това е 0 плюс извод от косинус от x на квадрат, квадратен корен от x на квадрат плюс 1. Се добива косинус от квадратен корен от x на квадрат плюс 1. Извод от това върс 2 по 1 плюс косинус от квадратен корен от x на квадрат плюс 1. Пак в броителът имаме извод от сложена функция. Извод от косинус е синус, тук да видим синус от квадратен корен от x на квадрат плюс 1, но ова трябва да го помножиме по извод от квадратен корен от x на квадрат плюс 1. Защо? Бидејќи во косинусот немаме x, тук имаме функция по x. Врз изразот во именителот ќе го препишем. Врз 2 по 1 плюс косинус от квадратен корен от x на квадрат плюс 1. Значи имаме 2 по квадратен корен от 1 плюс косинус от квадратен корен от x на квадрат плюс 1. Продолжуваме со решавање. Изразот во именителот пак ќе го препишам. Имам 2 пати по квадратен корен от 1 плюс косинус от квадратен корен от x на квадрат плюс 1. Синусот од броителот ќе го препишам. Имаме синус од квадратен корен от x на квадрат плюс 1 по. Пак имаме извод од коренска функција. Па така, изводот од оваа функција е 1 врз 2 по квадратен корен од x на квадрат плюс 1. Но немаме сега корен од x, тука имаме корен од нека сложена функција по извод од функцијата која што е внатрешно. По извод од x на квадрат плюс 1. Изразот во именител пак ќе го препишам, имаме 2 по 1 плюс косинус од квадратен корен од x на квадрат плюс 1. Во броителот имаме синус од x на квадрат од квадратен корен од x на квадрат плюс 1 по 1 врз 2 по квадратен корен од x на квадрат плюс 1 по извод од оваа функција овде. Имаме извод од збир, извод од x на квадрат е 2x, извод од 1 е 0. Значи тука треба да помножам по 2x. Оваа двојка со оваа двојка може да се скрати, конечно за изводот се добива се дума на оваа двојна дробка синус од квадратен корен од x на квадрат плюс 1 по ова x, ајде x ќе го запишам. Пред синусот врз овај корен оде долу, па така долу имаме 2 по квадратен корен од x на квадрат плюс 1 по 1 плюс косинус од квадратен корен од x на квадрат плюс 1. Значи, овај корен оде долу имаме 2 пати по квадратен корен од x на квадрат плюс 1 по квадратен корен од 1 плюс косинус од квадратен корен од x на квадрат плюс 1, што е еднакво на 2 по квадратен корен од x на квадрат плюс 1 по 1 плюс косинус од квадратен корен од x на квадрат плюс 1.